Во државата досега известна е само изградбата на регионалната депонија кај Мечкуевци, каде треба да се собира ѓубрето од источниот, североисточниот регион и Свети Николе. Ово го овозможуваат обезбедените околу 40 милиони евра донација од Европската Унија со кои се завршија сите процедури и се очекува до крајот на годинава да се избере и фирма која ќе го гради регионалниот центар за управување со отпад. Во моментот е распишан тендер за избор на изведувач за изградба на регионалниот центар за обработка на отпад, за преработка на отпад, но паралелно со тоа се одвива и се одвиваат административните работи, односно се преземаат активности за регистрација на идното меѓурегионално јавно предпријатие. Сите општини го уплатија учеството за да се формира тој почетен влог за постојање на предпријатието, тоа е вкупно околу 3 милиони евра. За разлика од ова, за изградба на регионални депонии во останатите плански региони во државата се уште се бараат пари. Поднесена е апликација и до Европската банка за обнова и развој за кредит во висина од 55,3 милиони евра. Апликацијата е доставена и се очекува одговор за одобрување на заемот од страна на банката. Временскиот рок на целата постапка до одобрување на кредитот и започнување на инвестициите е околу 18 месеци, сметајќи од април 2021 година. Информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Доколку се одобри кредитот од меѓународните финансиски институции, тој ќе овозможи конечна изградба на регионалните депонии за југоисточниот, Вардарскиот, Пелагонискиот, југозападниот и Полошкиот регион во земјава. Регионалните системи за управување со отпад ќе овозможат значително поголем степен на селекција на отпадот, што се создава во општините, но и рециклирање и компостирање на дел од самиот отпад.